сите и од мене. Посакувам Божи благослов и навистина се радувам што можам повторно да стојам пред вас денеска, да го пренесам оно што верувам дека Господ го има за сите нас денеска. Прво за мене, па така и за сите. И секако верувам дека оно што доаѓа од Божиот збор е секогаш најголемата вистина, нешто најсуштинско што на нас ни треба за животот на оваа земја и за животот со нашиот Бог. Така што стварно сум благодарна на Бог и моја молитва беше додека се спремав да Господ зборува, да Господ биде помеѓу нас и да ни покаже таму кај што треба, да ни покаже некои работи, да не охрабри, да ни даде оно што ни е потребно. Но пред се сакам ова да биде за слава на Бог. Бидејќи го читаме неговиот збор, бидејќи зборуваме и рефлектираме на што Господ зборува. Последниот период ја читав повторно книгата Христијанство, ако не сте ја читале, многу топло ви ја препорачувам. На англиски е Mere Christianity од C.S. Lewis или од К.С. Луис. Тој е авторот кој што е напишал Нарнија и многу други познати дела. И во таа книга тој обработува многу важни теми за христијанството, затоа и така се вика. Тоа му се како некој вид на кратки проповеди кои што ги има правено во не знам, можеби низ неколку години, после ги има срочено една книга. Така што додека читав оваа книга, ме поттикната да зборувам и за големиот грев, како што тој го нарекува, за гордоста, а исто така и за понизноста. Тој ќе каже дека нема ниту еден друг грев за кој сме помалку свесни во самите нас. И тоа некако ме замисли, затоа што тоа е вистина. А така погледнав и во себе и можев да видам работи кои што вистина ги немав забележано некое време. И тоа верувам дека е по милоста на Бог. Затоа го нарекува големиот грев, затоа што ние сме најмалку свесни за тој грев во нашиот живот. Во самите нас, сака другите, добро го знаем. А колку повеќе го има кај нас, толку повеќе ќе ни пречи и кај другите. А најголем доказ, вели дека сме полни со гордост, е увереноста дека сме доволно понизни. И буквално тука се фатив. Значи, кога се седиме и си мислиме, супер сум во последно време, стварно сум многу понизна личност, значи, алал да ми е, мислам дека тогаш е моментот кога треба да се запрашаме на вистина кај сме и дали е така. Или има уште еден поедноставен тест. Како се чувствувам кога некогаш не сум забележан, не ми е искажана почит, кога некој можеби не ми дава доволно признание или ми кажува неубави работи, што се буни во мене тогаш? И тие се прашања кои што верувам дека секој еден од нас кога ќе ги постави, ќе излезе нешто од нас. Затоа што ние сме луѓе и секојдневно се соочуваме со многу работи. Во нашето секојдневие има и работи кои што се и добри, кои што не се, и верувам дека кога ќе погледнеме што се буни во нас кога тоа се случува, можеби ќе откриеме интересни работи. Бог, се надевам, ќе ни открие. И така, тој вика циклусот на гордоста е следен. Луѓето се издигаат себе си против Бог и против другите. Гордоста расте, ароганцијата и насилното однесување продолжува, а луѓе страдаат. И уште едно многу важен цитат кој што мене исто така многу ми зборува и мислам дека е голема вистина. Вика, гордоста е духовен тумор. Тој ја разјадува самата можност за љубов, за задоволство, па дури и за здрав разум. Духовната гордост од друга страна, кога мислиме дека сме многу добри христијани, дека се ни води како што треба, ние знаеме како треба, ние сме стандардот, тогаш тоа е можеби најлошиот облик на гордоста. Како што ја кажува и духовен тумор, кој што не разјадува, како што самиот тумор го прави тоа. Во изреки, мудриот цар Соломон има напишано на многу места за гордоста, пишува за понизноста, за мудроста, и тој вели во изреки 11:2: ќе дојде ли гордоста, ќе дојде и срамот, но мудроста е со смирените. Во 13 глава вика, од гордоста произлегува кавга, а мудроста е во оние што примаат совет. И сега овде цар Соломон ги споредува гордоста и мудроста, затоа што верувам дека ја смета гордоста за нешто кое е многу спротивно на човек кој е мудар или мудроста која произлегува од Господ. Значи, што доаѓа од гордоста? Доаѓа и срамот, произлегува од гордоста кавга, а мудроста е во смирените и во оние што примаат совет. Ако сме многу години христијани, можеби мислиме дека автоматски тоа се регулира кај нас. Да кажеме дека можеби тоа на некое дневно ниво се балансира, колку гордост имаме, колку немаме, затоа што јас мислам дека навистина најмалку за тоа размислуваме. Каде сме, што мислиме, кај се наоѓаме по тоа прашање и како заради тоа ние се однесуваме.
Она што станува реално е дека секој ден е наша одлука дали ќе одбереме понизност наместо гордост. И тоа е секој ден, посебно кога и дома, секаде околу нас, дури со нашиве деца, со нашиве сопрузи, со кои да живееме, со нашите цимери, со кои да сме, нашите родители. Едноставно јас верувам дека секој еден од нас, секој ден мора да го одбере тоа. Што значи тоа во поедини ситуации треба да видиме во нашите животи, затоа што верувам дека ова не е нешто кое автоматски доаѓа. Всушност тоа е еден од, како што кажавме, големиот грев кој што од него произлегуваат многу други работи. Ако имаме кавги, ако имаме конфликти, ако имаме дури и другите развратни работи доаѓаат токму, произлегуваат токму од овој корен на гордоста. Друга работа, можеби не ни е толку очигледно, ама гордоста ни е препрека за да ја примиме милоста од Бог. Затоа што прво да се прими милост. Можеби изгледа чудно сега ова, но кога размислував како на некој се однесуваме и како не ја прифаќаме таа милост од Бог, бидејќи мислиме дека сега има некаква гордост во нас дека нешто сме направиле, некоја каша сме се нашле во некоја каша, наш проблем, наши последици. Сега нема што мене некој друг да ме вади од кашата, посебно па Бог што ми е должен да ме вади од кашата и сега чисто онака да ми каже добро, борете, се покаја, се е во ред. Едноставно некогаш дури тоа ни е проблем да ја прифатиме милоста од Бог и некако се бориме, сакаме да ги исправиме нашите работи па да дојдеме пред Бог. Мислам дека честопати ова ни е како најголемата пречка за нашиот однос со Бог и нашиот молитвен живот со Бог. Затоа што многу пати чекаме да си сами некако да ја решиме ситуацијава, да дојдеме пред Бог, многу да не го замараме, да го прашаме за нешто само ако е итно, зашто па немаме друго. Кај да одиме, нели? Кај да побараме милост, ама па не го прашуваме нонстоп, не ја прифаќаме таа милост, зашто ние самите можеме наша работа. Дали ни убаво или не, јас ќе се справам со тоа. И скоро гледав една серија, комедија беше и оваа женава што таму се моли, нешто се молеше за не се сеќам што, беше некоја ситна работа и вика Господе, никогаш не ти се молам. Те молам еве зашто ич не ти се молам, сега излези ми пресред, направи ми оваа услуга и знаеш дека не те молам, ич не те замарам. Освен тогаш кога те побарав да ми пораснат побрзо шишките. Вика зашто во моментот тоа ми се чинеше многу важна работа. Така што некако имаме можеби таква некоја, можеби толку комична, ама имаме таква замисла за милоста или како ние доаѓаме пред Бог, ние не може да дојдеме какви што сме извалкани, зашто тоа е повредува нашата гордост. Ние сакаме да бидеме пред Господ чисти без Него или да примеме милост само кога ни треба, на некој начин да имаме милост на заем. Сега ми треба, погуста сум, ќе се расчистиме, значи многу ми е итно, и така натаму. И за мене тоа представува проблем, лично во мојот живот, а верувам и во животите на другите. Имам еден пример за еден колега на теолошки факултет во Осијек, тоа беше во 2008 можеби, кој беше католик и го кажувам тоа затоа што ќе ви стане јасно зашто го кажувам ова, неговото уверување за некои работи, за милоста и за прифаќање на тоа што Бог го има за нас. Јас водев тогаш мала група, мислам дека имавме алфа курс, и така се погодив јас да бидам водач. Едно од прашањата беше за милоста Божја. И сега зборуваме за тоа дека што и да сме направиле, Господ е тука, Господ е милостив, треба да се покајаме, да го дадеме тоа пред Него, ја примаме милост и едноставно ние добиваме спасение. И потоа нели имаме Отцо Исус и сето тоа, и на тоа прашање, тој дечко тоа беше 20 години, вика, ама не е фер така, како може јас сум грешал, и сега мене одеднаш ми ги нема сите гревови и јас се најдам у небото, викам, тоа не е фер кон Бог. И добро викам, ајде, поставав уште прашање, викам, добро, тогаш како ти замислуваш дека нели милоста би требало да работи? Според него всушност немаше концепт на милост, туку на одолжување за своите престапи, да кажеме. Вика, јас вака, до 20 години сум направил толку многу глупости, пошто сега поверувал во Бог вистински, вика, толку лоши работи направив, што јас цел живот сега, дури да живеам до 70, сега он така си пресметал, ја да си се одолжувам за тие лоши дела, ја никогаш нема да се одолжам, зашто тежината не е иста на моите добри и на моите лоши дела, така што вика, јас сум си спремен дека ќе и фере да си платам и никогаш да не бидам во рајот. Така што он беше спремен и јас после го поставив прашањето, добро, а нели тие ослободувачки дека не мора така да биде? Дека вистина не е така. Исус дојде и умре за твоите гревови. Еве ти вика, еве ти милост,
ти простувам, ти си со мене уште денес, вика, не може така, не е фер. И он не се откажа, сега не знам кај е човекот, тоа е пред многу години, не се откажа, едноставно си кажа, не, фер си, јас да си платам, сум се помирил дека ќе сум си нема да сум во рајот. И така едноставно тоа ми беше прв пат такво нешто да слушнам. Некако на тој начин мислам дека честопати несвесно можеби пристапуваме дека нема едноставно, јас си носам последиците, јас ќе си се справам со оваа работа. И Господ, иако е милостив, иако е полн со љубов, не може едноставно да ни го дава тој дар кој ние не сакаме да го примиме. Можеби и на нас не е тешко да примиме милостиња. Кога сме во небрано, не е баш седно да кажеме дека ни треба нешто. И така се чувствуваме и кон Бог многу пати. Можеби се чувствуваме дека сме безвредни, ако не донесеме нешто пред Бог. Туку не ни е баш седно да пристапиме и да примаме милостиња, така да се изразам, милост од Бог, дури и се чини многу невистинито. А забораваме колку го чинеше нашиот Христос сето ова. И затоа мислиме дека не е фер. Добро, но Господ Исус ја плати цената која беше преголема, која не се смета, не се рачуна, не се проценува. И не разбираме на кој ризик бевме ако Исус не дојдеше и не се жртвуваше за нас. Иако можеби еве како тој мојот колега, можеби ќе кажеме добро, не е фер према Исус, ја одлучувам дека нема тоа да му го правам. Исус тоа ни го нуди, всушност тоа е негов односот со него. Милоста не е трансакцијска и тешко нам ако тоа беше вистина, ако требаше да се одолжиме за она што го правиме и ние да ги зарамниме тие работи, затоа што не се работи за тоа. Ние што правиме, туку за тоа дека Господ нас не откупува. Не можеме ние со ништо да ги откупиме нашите гревови. И на некој начин јас искрено тоа го поврзувам многу со таа некоја поставеност во нашите срца. Дека јас сум таа што или јас сум тој што треба тоа да го средам на мој начин, па дури ако треба ќе ја платам јас цената, а Исус веќе вика јас ја платив цената. И на тој начин ние отфрламе она што Исус ни го дава. Гордоста е големиот грев и најголемото оружје за уништување кој ѓаволот го има. Ако одиме дури во почетокот на Библијата, во Битие 3 глава, таму веќе ни е запишано, и ако знаете приказната за создавањето на светот, за Адам и Ева, за змијата, таму ни е запишана како ѓаволот, кој исто така е наречен горделив дух, се претвори во змија за да ја заведе Ева, користејќи ја гордоста како една патека да ги донесе до едно место, затоа што се базираше на тоа, се повика на гордоста. Прво го направи Бог лажго, па ја натера Ева да се посомнава во Бог, а потоа Ева свати дека можеби таа ќе стане како Бог, ќе стане нешто, ќе се издигне над Бог и секако дека падна на тоа искушение. Во Јаков 1 глава 14 и 15 стих вели: но секого го искушува неговата похота која го влече и мами, потоа похотта откако ќе се зачне раѓа грев, а гревот извршен раѓа смрт. Има многу примери во Библијата, почнувајќи еве од Адам и Ева и како тие беа искушувани и на кој тест падна, посебно Ева, нели? Има исто така многу примери за други луѓе и други личности во Библијата. Има царот Озија во 2 летописи, тој го следел млад цар кој го следел Бог, но се здобил со голема слава, со многу успеси, едноставно почнува да заборава кој е Бог и му се дешаваат работи затоа што тој не го почитува храмот Божи, не почитува тоа што свештеникот му го кажува да не принесува тој, да не пали кадило и едноставно добива на крај лепра и така останува сам до крајот на животот. Затоа што беше потекнато тоа дека тој успеал, тој направил, беше прочоен цар. Иако претходно го следел Бог, потоа го има заборавено и сета слава се ја припишува на себе и потоа доаѓа до пропаст. И кога сме горди, всушност ние престануваме да го бараме Бога. Се исполнуваме со она што ние можеме да го направиме. Едноставно на моменти мислиме што ќе ни биде Бог. Интересна работа е кога се шетавме во некои побогати, мали, да кажам како се кажат, малски предели во Америка, каде што има стварно многу богати луѓе, што имаат се, апсолутно се, и баш зборавме со Пем, ако се сеќавате на Пемет им, зборавме како на овие луѓе да им сведочиш за Бог, кога тие всушност мислат дека имаат се. И дека не им е потребен Бог ни за пари, и они веќе имаат пари. Веројатно имаат се што посакале, биле кај што сакале.
И се мислевме на кој начин и дефинитивно секогаш како што и Живко на Алфа зборуваше за тоа како и славни и богати и од цар Саломон и од сите тие личности може да заклучиме дека што и да имаме во нашиот живот никогаш не е доволно затоа што Господ е оној кој што ни исполнува во животот. Така што кога можеби сме горди, ние престануваме да го бараме Бог. Во својата горделивост грешникот вели ќе нема истрага, а во себе мисли Бог не постои. Псалм 10. Во својата горделивост ќе нема истрага, значи нема кој да ме фати, а во себе си мисли затоа што Бог не постои. Во Лука 22 глава имаме, нема да го читам текстот, од 24 до 26 стих, ама се работи за тоа, има една расправија помеѓу учениците кој е поголем од нив. Кој е поголем од нив? И Исус им вика, тој што е најмал, тој ќе биде највозвишен, тој што е сега се прави најголем, ќе биде најпоследен. Затоа што тие се правилата во царството на нашиот Господ Исус Христос. И ќе видиме зошто за примерот на самиот Христос, Бог кој се спушти од небото, кој што дојде на оваа земја, и го покажа токму тој пример. Значи, обратно идат работите во Божјото царство. Во Лука 18 глава, пак од 10 до 14 стих имаме приказната за праведниот фарисеј и за цариникот, тој праведен во наводници. Вели, два човека влегоа во храм да се помолат, едниот фарисеј, а другиот цариник. Во тоа време, можеби и денес, цариникот се смета за многу корумпирана личност, некој што краде од народот, некој кој што е грешен, од најголемите грешници, а фарисејот е оној кој што правосвещеник, кој што се моли, кој што работи во храмот. Кога застана, фарисејот вака се молеше во себе. Боже, ти благодарам што не сум како другите луѓе, разбойници, несправедливи, прелюбници или како овој цариник. Постам 2 пати во седмицата, давам 10-ток од се што ќе стекнам. А цариникот стоеше оддалеку, не смееше дури и очите да ги подигне кон небото, туку се удираше во гради и велеше: Боже, биди милостив спрема мене грешниот. И ви велам, Исус вели, ви велам, тој си отиде дома повеќе оправдан, отколку оној, зашто сега секој што сами од себе се возвишува ќе биде понизен, а кој се понизува себе самиот ќе биде возвишен. Истата тема се повторува постојано, Исус цело време тоа го поучува и го проповеда. Оној кој што се понизува, тој ќе биде возвишен, оној кој се возвишува ќе биде понизен. И дефинитивно од ова не треба да заклучиме дека само богатите се горделиви, сиромашните не се и обратно. Секако тоа се работи за срцето на човекот внатре, кој каде и колку тоа го предава на Бог и како се предава на Бог ако веќе го има тој однос и ако веќе верува во Господ. И тоа и гордоста може да се срочи како само како самодоволен акт пред Бог. Како јас сум доволен со тоа што го правам, со тоа што сум. Од време на време ќе земам малку милост, од време на време ќе се помолам, од време на време можеби ќе споделам, од време на време, пошто немам каде, ќе дозволам Бог нешто да направи, ама јас сум доволен. И тоа го кажува гордоста во суштина. Можеме многу да зборуваме на таа тема. Верувам дека ако земеме и примери од нас самите, од нашиот живот, можеби од нашата историја плюс човечката историја во светот, ќе видиме колку работи произлегле, колку уништувачки работи излегле од тоа, колку е опасна и за колку има голема закана од гордоста. А сега сакам да преминам на главниот текст за денес, затоа што верувам дека овој контекст за гордоста не ни е толку непознат. Ништо така верувам дека имајќи го сето ова во предвид, сега овој текст што ќе го читаме ќе биде многу важен да го разбереме, да го слушнеме и да дозволиме она што Господ сега го зборува да дојде во нашите срца. Текстот е од Филипјаните, 2 глава, од 1 до 11 стих. Инаку од 5 до 11 стих е една од најраните црковни химни и ќе видиме и зошто. И така, ако во Христос има некаква утеха, ако има некаков поттик од љубовта, ако има некакво заедништво со Духот, ако има некоја милосрдие и сострадание, исполнете ја мојата радост, бидете со една мисла, бидејќи имате една и иста љубов. И бидете еднодушни и едномислени. Не правете ништо од честолюбие или за празна слава, но од понизност сметајте се еден за друг, за погорен од себе си. Не грижете се секој само за себе, туку и за другите.
Бидејќи вие треба да ги имате истите мисли што ги има Исус Христос, кој иако беше во Божји лик, не сметаше дека треба да го искористи или да го грабне тоа што е еднаков со Бог. Но сам себе се понизи, земајќи лик на слуга, се изедначи со луѓето и по изглед се покажа како човек. Сам себе се понизи, послушен се до самата смрт, дури смрт на крст. Па затоа и Бог го превозвиши и му даде име што е над секое име. Да во името на Исус да се поклони секое колено на се што е небесно, земно и подземно. И секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ, за слава на Бог Отецот. Амин. Овој текст, кој почнав да истражувам, сватив дека може да се напишат многу големи семинарски на само овие стихови и пак мислам дека нема доволно да ги исцрпиме, затоа што има толку голема вистина, толку голема длабока вистина она што Исус го направи. Никогаш можеби во целост нема да го разбереме на кој начин Исус се понизи и што значи тоа. Во почетокот уште на овие стихови Павле веќе се повикува на љубовта Христова и на Духот. Тој веќе предпоставува и сака да она барање што сега ќе го изложи пред филипјаните, да биде врз основа на љубовта во Христос и во Духот. Се повикува на тоа. И на таа основа ќе има барање од нив, па потоа ја нагласува неговата радост. Која е неговата радост? Да има една мисла, една љубов, да има единство. Јас не верувам дека кога постои гордост, ако нема понизност, дека ќе имаме единство, дека ќе имаме љубов, дека ќе имаме една мисла, бидејќи тоа не е лесно да се постигне. Дури со двајца, со тројца, камоли со цела црква или цела заедница или цел народ. Тој ги повикува на единство, и во прво тоа всушност се поистоветува со 1 Јованова во 4 глава, каде што ги повикува се повикани на љубов, да се љубат едни со други, да сето тоа да се издигне љубовта, а љубовта знаеме дека не е горделива. Кога вели да не прават, веќе во 3 стих вели да не прават ништо од честолюбие, тоа во оригиналот е зборот еритеира или себична амбиција. Честолюбие или себична амбиција во подобар превод. Нешто што го правиш за своја полза, само за себе. Да не правите ништо за своја полза. Тоа всушност допира до коренот на проблемот на црквата во Филипи. Значи таму имало поради себичност, поради горделивост, а и поради сите тие работи имало голем раздор, имало проблем во нивната заедница. А Павле вика, а против отровот на тоа е понизност. И кога вели сметајте се еден за друг погорен од себе си, зборува за понизност, очигледно веќе посочува, одиме натаму, стиховите не водат кон понизноста која Исус ја има. Значи не ни зборува напразно, не ни зборува нешто што е можеби само добра полка, добра лекција, туку одиме кон понизноста на Исус. Во тоа време, посебно во времето пред Исус, понизноста воопшто не се сметала за доблест, туку била сметана за слабост. Дури само после Исус, поради неговиот живот и поради неговите поучувања, понизноста се смета за доблест. И сега Павле го проповеда ова. Да зборува, немојте да се сметате себе си за над сите, туку сметајте ги сите за погорни од себе. Овде тој Павле адресира дека поради нивната возгордеаност се нарушило и заедништвото на црквата, која што се нарекува коинонија. И колку е опасно тоа. Ако некогаш сме биле дел од црква која има раздори и разделби, можеби тогаш ќе видиме која е опасноста за тоа да се случува. И секако сме сведоци на многу такви разделби низ историјата и на црквата. И сега Павле ги поставува работите и својот аргумент во светло на самиот Исус веќе не доведува тука до сршта на целата порака. Значи, ние може да се спориме цел живот за понизноста, ако го немаме она што Исус ни го даде, и ако ова не се базира врз суштината на Исусовиот живот, тогаш ние напразно изборуваме. Сега Павле пак, како што каже Живко на почетокот, тој е секогаш христоцентричен, секогаш покажува и посочува кон Христос. И тој самиот е поучен од тоа, и тој живее примерот на Христос. Тој вели да ги имате истите мисли, значи да размислувате христолико, значи да бидете Христови, значи да бидете во Христа. Не само да размислуваме како Христос би размислувал, но да бидеме во Христа, значи да размислуваме христолико. А ако размислуваме христолико,
Една е мислата. Една е љубовта. Ќе бидеме едни и во Христос. И сега тука во 6 стих вели кој иако беше во Божи лик. Оно што сега го нагласува Павле за самиот Христос е што значи во Божи лик. Тоа значи дека Исус не стана Бог или не стана да постои сега, туку од секогаш постои едно предпостоење, дека тоа е во Божи лик, тоа е дел од тројството, постои од секогаш, од самиот зачеток. И после тоа терминот да го искористи, значи како што вика Божи лик, иако беше во Божи лик, не сметаше дека треба да го искористи тоа што е еднаков со Бог. Тоа да го искористи во оригиналот, значи да го грабне. Така и го има и во некои македонски преводи. Значи да го знаете кога ќе се најдеме на место во кога знаеме сега дека имаме власт и моќ, имаме шанси нешто да се покажеме, можеби најчесто онака алчно го грабаме тоа што е нашето право и можеби го злоупотребуваме дури некогаш во некои ситуации. Па овде Павле ни кажува Исус не го искористи, не го грабна тоа свое право што е еднаков со Бог. Не го направи тоа. Тој всушност тој всушност укажува дека Христос не остана без таа еднаквост, кога каже дека се откажа или не го грабна тоа. Тоа не значи дека Исус ја загуби таа еднаквост, дека престана да биде Бог и дека сега требаше да ја придобие или дека му беше одземена. Тоа всушност значи дека Исус само се одлучи и се откажа од таа привилегија да употребува својата слава во своја себична полза, во истиот термин себична амбиција. Исус се откажа од тоа право. Тој цело време беше Бог со полномошно и со авторитет да го користи тоа, меѓутоа тој се одлучи тоа да се откаже од тоа, да не го искористи за своја себична полза, со себична амбиција. И така Исус покажа многу понизност на многу начини, посебно на крстот. Сам себе се понизи. Во оригиналот всушност вели дека се испразни. Значи, буквално даде се, испразни. Исус сам себе се понизи и уште во некои други објаснувања имаше или се направи да биде ништо. Стана ништо. Одлучи да стане ништо, се сведе на ништо, сам себе се понизи. А со тоа откажување од силата, тој беше спремен да ги прифати и последиците од тоа. Тоа не беше само уште една лекција, се откажувам од тоа, но јас пак ги уживам правата. Исус вистински се откажа од таа привилегија и вистински ги сноси последиците од сето тоа. И тој беше спремен на тоа. Нема привилегија. Друг еден многу важен израз, кој што го кажавме сега испразнувањето, е на грчкиот, можеби сте го слушнали, грчкиот термин е кеносис. Тоа значи дека буквално се откажа од божествената привилегија со инкарнацијата или од телотворувањето. Самото отелотворување на Бог веќе беше понизен акт. Значи, од она што Исус се откажа, кога стана човек, ние не сме ни свесни што значи тоа, да стане човек, се откажа и веќе тоа беше понизен акт. Но вика, не само што стана човек, тој не зеде титула врз себе, на некој моќен власник, туку тој зеде слуга или лик на слуга, облик на слуга. Дури и кога беше човек. Дури и кога веќе се откажа од божествената привилегија. Во човечки термини тој беше слуга. Се изедначи со луѓето, но слуга, терминот слуга не се работи за некој слуга кој што ескивира. Знаете, ако не го гледаат ќе направи, ако не или се бунтува, туку слуга кој апсолутно, екселентно си врши својата работа. Таков слуга. Исусовата големина е сокриена во слабоста на неговата смртност, бидејќи тој инаку како Господ е бесмртен. Значи неговата големина се крие во слабоста на неговата смртност, а неговата слава се крие во неговата човечност. Веќе забележуваме дека многу работи се обратни од она што на нам ни има логика или она што во светот денеска е логично. Не може силата да биде во слабоста или во смртноста, не може славата да биде во човечноста. Но на тој начин Исус доаѓа и буквално се понизува до тоа мера, сам себе се понизува, зема облик на слуга и умира на крстот за нас. И тоа не било каква смрт, туку смрт
на крст. И тоа е нагласено. И тоа со причина. Кеносисот или она испразнување што Исус го направи беше дело на само одрекување во кое неговата слава, која ужива цела вечност, беше ставена на страна. И оваа фраза веќе неколку пати се повторува, сам себе се понизи, и Павле не го прави тоа случајно, тоа го нагласува дека сам себе се понизи, значи доброволно го направи тоа. Самоволно си го одлучи тоа, тој не беше затечен, Исус не беше затечен во некоја гужва или нешто па да не знае што прави, па мора. Туку Исус најсамоволно, најдоброволно го направи ова, сам себе се понизи, ја донесе оваа одлука на испразнување и на откажување од себе си, и тоа го прави уште повозвишен овој чин. А последицата која беше што Исус беше спремен да ја земе беше смрт, и тоа смрт на крст. Во тој момент Исус, кој самиот беше Бог, праведникот кој никогаш не сгреши, не си ја олесни последицата. Значи не си ја олесни барем да умре на друг начин. Ако веќе нормално можеби знаете што значеше смрт на крст, можеби и не знаеме затоа што тоа го немаме како пракса, фала Богу. Но тоа била пракса од 6 век пред нашата ера до 4 век по наша ера, со која се казнувале криминалците, разбойниците, оние најлошите кои што им давале смртна казна за многу лоши дела кои што знаеме дека Исус ништо не направи. Пред да го распнат човекот следува камшикување, малтретирање од сите можни аспекти и нормално на крај тој најгрозоморниот дел да се виси на крст, кој што знаеме дека се кова на крст човекот, во овој случај Исус се закова на крст. Како доаѓа до смрт е всушност лоша циркулација на крвта, откажување на органите, многу често загушување од самата тежина, едноставно нема како да дишат и борејќи се против тоа, а за да се убрза најчесто процесот им ги кршеле и нозете. И биле без облека. Така што не постои попонижувачки и подолен начин некој да умре, а посебно за дело кој што не било сторено. И тоа го направи Исус, до таа мера Исус сам себе се понизи. А послушноста на Исус, а тоа дело негово беше крунисано со слава. Тој беше награден, превозвишен над се за веки веков. Исус е Господ, на крај ни вели овој текст. И секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ за слава на Бог, Отецот. Павле може би го базирал овој текст врз записот во Јован 13 глава, кога Исус, ако ви текнува на приказната, кога Исус ја демонстрира неговата понизност кон учениците кои ги мие нозете. Но има една символика и може би паралела со тоа што тој буквално се облекува својата наметка, која што може да се земе како еден живописен приказ на инкарнацијата. Тој кога ја облече својата наметка, фактички се спушта како едно спуштање од небесниот трон на грешната земја. Потоа тој се наметнува со облека на слуга и ги мие нозете. Значи кога Исус беше на оваа грешна земја помеѓу грешниците. И потоа пак Исус си ја става својата наметка, како што пак се качува назад во славата. И како што спомнавме, милоста не е ефтина. Тој се понизи, се откажа од сета слава и удобство за животот на сите други, на сите нас. И според Павле, ова е примерот кој треба да ни служи како да живееме и ние. Ова е примерот. Ова не се празни зборови, ова се најголемите дела кои што некогаш биле и ќе бидат направени во ова постојање на човештвото. И ете го имаме Исус, конечниот и најголем пример за понизност. А кај сме пак ние со нашата гордост или пак со нашата понизност? Како и пред Исус, ја сметам дека и денеска воопшто не се смета понизноста за доблест. Може би се смета за слабост, треба да се избориш за себе, треба никој нема да те мисли тебе, никој нема да ти даде ако ти сам не си направиш. И знам дека живееме во свет кој што не е едноставно тоа да се направи. Воопшто не негираме сериозноста на тој проблем, затоа што верувам дека секој ден го имаме тоа. Мораме негде да се истакнеме, мораме негде да се избориме за нешто, мораме да се застапиме за самите себе. Но еве го имаме примерот на Исус дека таму всушност
е славата на Бог. Колку поголема е нашата жртва, толку повеќе ќе бидеме неразберени или погрешно разберени од тие околу нас. Многу пати тие околу нас ќе не прашаат и нема да им биде јасно што правиме кога можеби ќе одбереме понизност наместо гордост во одредена ситуација. Бидејќи нормална човечка природа е да се напредува и да се расте и да се создава профит, да се осигураме дека ќе добиеме нешто поголемо од она што се откажуваме. Кога самоволно ќе се придвижиме во спротивна насока и ќе одбереме да одиме на друго место, околу нас луѓето нема да не разберат, ќе бидат збунети. Зошто некој со толку многу би се помирил со толку малку? Која разумна личност би отврдила удобство и утеха, богатства без очигледна придобивка? Едноставно нема смисла, можеби некојаш за луѓето околу нас. А Бог нема да ја прифати ниту едно горделиво срце, ниту гордоста. Господ ќе ја руши, ќе ја крши таа гордост во нас, бидејќи поради гордоста Адам и Ева беа избркани од Едемската градина. Поради гордоста ние можеби ќе бидеме оддалечени од Бог, затоа што не му дозволуваме да бидеме блиско до Него. Не му дозволуваме да дојде и да го земе тоа место на нас. И она што представува најголем проблем е што најчесто не сме свесни за тоа, како што кажавме, и можеби не мислиме дека е така како што беше и праведниот фарисеј. Тој беше убеден дека е многу праведен, дека многу добри работи прави, затоа што го извршува законот, остава десеток, прави се што треба, се моли со големи зборови, убаво е одотарен, убаво е облечен, некако оној цариникот. Можеби ние некогаш не разбираме дека сме во таа состојба. Бидејќи знае да биде толку интегрирана во нашиот карактер и природа, толку продуховена, бидејќи честопати се камуфлира како правда. Многу пати таа гордост се камуфлира како правда и сега имаме ние кауза според која можеме да се водиме, а всушност сакаме да имаме нашата лична правда да си ја задоволиме и нашето да се истера. Нашата вредност и правда мора да ја бараме само во Бог. Ако некое наше дело е прекрасно, фала на Бог. Секако дека треба да има пофалба, секако дека треба да имаме моменти во кога ќе кажеме и убави зборови на другите и за она што се прави, но ова што Павле го кажува, јас не се фалам со себе, она што Бог го прави, да се фалиме во Господа. И секако дека Господ преку нас прави. Но секогаш делото е негово, она што Бог го прави преку нас е негово дело. И како гордоста нас најде да ни влијае, е првенствено како се однесуваме кон Бог, а потоа и кон другите околу нас. И на тоа место застанува нашата волја наместо Бог, а од тука па произлегува секаква гнасотија од нас и оди кон другите. Вредноста во Бог што имаме како негови созданија, никој и ништо не може да ни ја одземе. Можеби ќе мислиме, добро, ако сега, не знам на кој начин би требало да се понизиме секој ден, па треба ли да му дозволам на тој така да ми прави, па треба ли, не, нормално, тие се нормални прашања. Но нашата вредност никогаш нема да биде одземена затоа што сме создадени на Божиот лик имаго Деи. Имаго Деи, бидејќи на нас таа вредност ни е дадена од Бог. Тоа не е нешто кое ние го здобиваме, тоа е нешто кое Бог нас ни го дава. Ние сме создадени на негов лик. Автоматски имаме нашата вредност во него. Автоматски, едноставно тоа што сме, највредното е во Господ. На кого личиме? Личиме на нашиот Господ. Гордоста гази сејата да оправда одредена цел или собствената вредност, а вредноста во Бог ни е дар од него. И тоа е садено во нас. И имаме јасен збор од Бог, читајќи го Светото Писмо, читајќи го она што Господ ни го остава, она што Исус не поучува и ни го остава како пример. Сега имаме важно прашање до мене и до сите нас. Што правиме пак ние со тоа? Како навистина го живееме животот од ден на ден, во нашето секојдневие? Не само оние големи некои идеи што ги имаме, можеби како треба да биде, но навистина како го живееме животот ден на ден. Што преовладува кај нас и кај бараме решение? Како го градиме односот со Бог и дали гордоста ни е пречка за тоа? Дали ни е пречка во односот со другите? Дали ни е тешко да бидеме понизни? И зошто? Она што Исус ни го остави не е само поука, туку пример со својот собствен живот. Тој не ни остава сега простор нити изговор на никој еден од нас да не бидеме понизни. После она што Исус го направи, немаме право да кажеме дека ние не можеме или нас не ни одговара. И уствари имаме право да го кажеме тоа, но тоа е надвор од Божјата волја. Каква и поплака да имаме, жалба, причина, аргумент
За да не бидеме понизни, нема да биде ни посилен и потежок од она што Исус го претрпе на крстот, затоа што реши сам себе да се понизи. А зошто го направи тоа? За во истиот момент кога го плука и кога го врегја и кога ние го распнавме и ние исто така го распнавме и го отфрливме, токму за нас да умре. Најнеправедно осуден за грешници кои што и не го прифаќаат, кои го отфрлаат, тој го прави овој понизен акт. Умира и ни дава заедништво со него за вечноста. Умре заради нас грешните, ние кои го отфрливме и го распнавме. Така што нека Господ ни даде сила да бараме од него, да ги изобличува нашите срца. Можеби ќе најдеме нешто што не е во ред, но верувате, моментот кога го предаваме тоа на Бог, тоа донесува слобода. Тоа ни донесува дефинитивно различен и однос со Бог, различен поглед на работите. Ако имаме доверба дека ништо нема да изгубиме, туку ќе придобиеме со тоа што ќе го предадеме на Господ, со тоа што Господ ќе работи во нас и ќе го следиме примерот на Исус, како што и Павле ни вика, да го следиме неговиот пример за понизност, да имаме доверба дека тоа всушност нашата вредност останува во Бог и дека другото е за слава на него, ќе бидеме во слобода негова. Нека Господ благослови сите и нека ни помогне да живееме благоугоден живот по негова волја. Амин.